Тема на минатата недела за која ќе зборуваме во ова издание на Цивил 7 се изборните реформи. Изборите се вечна тема кај нас. Затоа Цивил организираше панел дискусија на која разговаравме за измените во изборниот законник, како и на кој начин ќе се имплементираат. Изборите се секогаш вечна тема кај нас, особено во изборни години. Ние направивме напори токму оваа година во очи на локалните избори да направиме еден нов бран на имплементација на препораките и очекувањата од ОПСЕ ОДИХР, но и се што може да го подобри изборниот процес во Република Северна Македонија, изборниот процес да го направи поблизок до граѓаните, подемократичен, поотворен, а се со цел да ги мотивираме граѓаните повеќе да партиципираат во демократијата и да земат активно учество во изборниот процес и како граѓани, и како активисти, и како гласачи, се разбира, но и секако како кандидати. Нашата намера како Министерство за правда и како влада е да негуваме еден институционален диалог. Во таа смисла, во рамките на Министерството за правда, веќе подолго време функционира работна група за измените и дополнувањата на изборниот законник. И оваа година веќе направивме една измена на изборниот законник, поврзана со системот за верификација на идентитетот на гласачите со отпечаток од прст. Мислам дека тоа беше еден процес во кој што интензивно и отворено се дискутира и техничките можности, меѓутоа и останатите импликации на институционални импликации и политички импликации од овој процес. На наше задоволство едногласно во собранието, со поддршка од 4 најголеми партии кои што впрочем имаат представници во Државната изборна комисија, беше изгласана измената на изборниот законник, со кој што се овозможи системот за отпечаток од прст да се препознае како новитет на овие локални избори. За прв пат тоа ќе се случи кај нас. Тоа е голема одговорност за Државната изборна комисија. И во таа смисла можам само да им честитам, бидејќи навистина промптно се ангажира за спроведување на овој процес. Очекувам така да бидат поставени и со дополнителните измени кои што ги очекуваме овој месец и со целиот изборен процес. Државната изборна комисија по донесување на законот одма постапи да ја реализираме оваа постапка. Поднесовме барање до Министерството за финансии да ни овозможат средства. Веќе добивме средства од Министерството за финансии, формиравме група, гласавме план за јавни набавки и целата постапка е во тек. Значи на 1 јули е отварањето на постапката што се однесуваат во делот на фингерпринтот. И постапката тече, се надевам дека ќе имаме време да ја реализираме целата постапка. Веќе не зависи само од Државната изборна комисија туку зависи од надворешен фактор, значи ќе видиме колку понуди, дали ќе имаме понуди што ќе достават за толку време, ќе ни ги достават целата апаратура, значи се однесува и на хардвер и на софтвер, па после тоа Државната изборна комисија ќе направи едно тестирање. Значи имаме предвидено по склучување на договорот некаде до 200 апарати или како да ги наречам, да ни достават за да почнеме со тестирање на избирачките одбори и општинските изборни комисии, па после тоа да се достави целата опрема што ни треба за реализирање на ваков начин на гласање. Освен тоа, тука, значи, во прашање не е само Државната изборна комисија, тука е и Министерството за внатрешни работи. Значи, како што знаете, ние отпечатокот од прст треба да го добиваме од страна на Министерството за внатрешни работи. Тие досега не ги доставува избирачкиот список што се однесува до сите граѓани и слики. Овој пат, значи, треба да ни достават и отпечаток од прст. Како ќе бидат, значи, квалитетот на отпечатокот од прст, значи тука немаме ниту ние гаранција, ниту тие нема некаква вид на гаранција. Ќе се потрудиме, значи максимумот што се однесува од наша страна да направиме све да биде како што треба, како што сме работеле досега, така ќе продолжиме и понатаму за да немаме на крајот забелешки што се однесува до работата на Државната изборна комисија. Во изборниот законник е предвидено, значи ние имаме предвидено во тендерската документација негде 4000 апаратчиња, бидејќи 3480 се избирачки места, да имаме 500 апарати резерва за секој случај, да немаме некакви, пак се работи за технологија, не е нешто што
наши раце. Државната изборна комисија треба да ги спроведе законите што ги донесува собранието. Го слушнавме и министерот значи помеѓу другото истакна тој фингерпринтот, значи што е донесен законот. Меѓутоа јас често пати кажувам и како пратеник и во собранието сум истакнал дека во Македонија ние немаме проблеми со донесувањето на законите. Ние немаме проблеми со законите во оваа држава. Проблемите во нашата држава е имплементацијата на законите. Кај нас, значи, проблемот е повеќе, значи, дали ќе имаме отворени листи, дали ќе се имплементира тоа што кажа и подпредседателката со тие апаратури 4000 нешто фингерпринтот, што е битна работа, и како ќе биде поделбата, значи, со изборните единици во државата. Сваќате, значи, тука имаме проект контра мислења. Значи, тука не сме сложни сите политички партии. Имаат партии што мислат една изборна единица, имаат партии што мислат 3, имаат партии што мислат да остане актуелниот, а нашата партија мисли дека во Македонија треба да се подели на 8 изборни единици. Имаме се уште активна работна група каде што се разгледуваат сите предлози како да доаѓаме до квалитетни законски решенја со кои би се одразило како што треба волјата на граѓаните, бидејќи на крајот на денот секако дека треба да водиме сметка дали исто тежи изразувањето на волјата на секој граѓанин во нашата држава. Затоа е битно и прашањето за изборната географија, нели? Определување на границите, на единиците и не само тоа, на изборниот модел како целина. Ке се обидам да бидам краток денеска и секако да одговорам на евентуални прашања, но како политичка партија и како представник на ДУИ и во работната група и во преговорите за составување на новите законски решенија, секако дека имаме јасен став дека препораките на ОПСЕ и ОДИХР доследно треба да бидат инкорпорирани и преточени во законски решенија во новото ревидирање на изборниот законник. Секако дека се залагаме за отворени листи за советници и тоа по моје мислење би било и како тестирање, нели, на нашиот изборен модел во насока на тоа како дали би било тоа успешно решение, дали вреди да се имплементира и во парламентарните избори и така натаму. Државата има обврска да обезбеди максимални услови за искористување на правото на глас на секоја граѓанка или граѓанин. Ова сега, особено во контекст на тоа што го кажа подпредседателката на Државната изборна комисија, сметам дека треба, условно да се каже, да се прошири и со тоа дека државата треба и на Државната изборна комисија да ја обезбеди максимални услови за нејзината работа. Во прв ред треба да се внимава на сајбер безбедноста. Видовме дека сајбер безбедноста на многу важни институции на секаде во светот, особено во изборните процеси, е нарушена, е во ризик и тоа треба да се обрне многу внимание, што значи дека и други институции треба да се вклучат во работата на зајакнување на тоа што значи работа на Државната изборна комисија. Истовремено би сакал да кажам дека Државната изборна комисија во тој дел на комуникација со јавноста има предизвици во делот од архивирање и презентирање на тие архиви. Мислам дека се уште имате дел од архивите кои, особено ако зборуваме за 2018 година, имате недостасуваат онлайн. Немаме податоци, барем не се комплетни онака како што беа, би препорачале да обрнете внимание на тоа. Процесот на изборните реформи во нашата земја мора да биде соодветен на капацитетите и потребите на целото општество и на институциите. Значи, вие може да кажете дека нам ни треба изборен законник, навистина ни треба, тоа е наша препорака, исто така како организација, меѓутоа,
мора да знаеме дека тоа треба да се случи во долг временски период. Не може пократко, не може да се брза, мора да се тестираат работите, како што кажавте вие, и тие 200 фингерпринт апарати треба да се тестираат некако. Кога ќе дојде денот на гласањето, секој граѓанин или граѓанка што дошол во избирачкото место мора максимално да го искористи своето право на глас. По недобивањето датум за преговори со Европската Унија, премиерот Зоран Заев истакна дека Европската Унија мора да изнајде формула како да го одржи зборот и да го продолжи проширувањето на Западен Балкан. Тој не се откажува од стратешката цел, членството во Европската Унија и целосна имплементација на европските вредности и стандарди во Република Северна Македонија. Денес Европа има проблем. Големата, визионерската идеја за обединета Европа денес има проблем. А проблемот е самата Европска Унија. Брисел ни порача дека Европската Унија не успеа да најде начин да обезбеди заслужената интеграција на Западен Балкан. Тоа е проблемот. Тоа што 26 земји членки на Европската Унија не успеваат да спречат блокада на една земја членка, тоа е проблем на Европа, предизвикан од самата Европска Унија. Но ние не сме сами и нема да бидеме сами, ниту изолирани. Нашиот народ, македонскиот народ и албанскиот народ пред себе имаат ист пат. Имаме иста визија, исти вредности, тоа се европските вредности, а не политиките на цидови и поделби. Ние не запираме, а знам дека на овој пат со нас се и Србија, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина. Ние сме Европа, без разлика дали Европската Унија ќе успее да ги тргне блокадите или не. Градоначалникот на општина Велес, Аце Коцевски, истакна дека европските вредности треба да ги практикуваме заради нас самите, а не затоа што Европа тоа го бара од нас. Европските вредности се многу важни, не затоа што тоа го бара од нас Европската Унија или претходно НАТО, пред да се зачлениме нели во евроатлантските интеграции, сега во пресрет на почетокот на преговорите, туку се пред се важни заради нас, за да го направиме нашето општество да биде стабилно, демократски уредено, модерно, развиено. Секој во доменот на неговите надлежности или во доменот на неговите активности, зависи кој на која позиција се наоѓа, е должен да прави максимум за прифаќање и споделување на европските вредности во нашето секојдневно живење како стил на однесување, како вистинска вредност. Впрочем, делот или најголем дел од европските вредности се прифатени во нашата земја уште со донесување на Уставот на Републиката и тие се еден вид темелни вредности на уставниот поредок, но секогаш треба да се работи за нивна операционализација, нивно оживотворување, за граѓаните да ги почувствуваат бенефитите од демократско, недискриминирачко општество во секој поглед. Ова беше се за денешното издание на Цивил 7. Јас сум Дехран Муратов. Со нови содржини се гледаме во следната недела.